Без никаква дебата на брза трака, 3 закони од реформската агенда го поминаа првиот собраниски филтер. Само краткото образложение на министерот Минчев беше доволно пратениците да дадат поддршка за предлог законите за вработените во јавниот сектор, за административни службеници и за стручно усовршување и обука на административните службеници кои се ставени со европско знаменце. Минчев уверува дека предлог законите се направени транспарентно, со консултација на сите засегнати страни. Според него, овие 3 закони ќе го сменат лицето на администрацијата и јавниот сектор. Што пропишува како главни промени, а тоа е јасна и објективна процедура за вработување, базирана на заслуги и компетенции, а не на врски и на партиски влијанија. Понатаму централизација и дигитализација на сите огласи преку веб страницата на Агенцијата за администрација, што гарантира транспарентност и еднаква можност за сите кандидати. Понатаму строги ограничувања на дискреционите овластувања, со што го прекинуваме партискиот хаос во вработувањето. Полагањето на испитот за административни службеници од сега ќе биде јавен. На веб страницата на агенцијата во живо ќе се пренесува полагањето на кандидатите. Доколку поради технички причини тоа не е возможно, во рок од 2 дена агенцијата ќе мора да објави видео од полагањето. Дополнително, предлог законот предвидува и оценување на службениците. Со оценка од 1 до 5, шефовите ќе ги оценуваат службениците. Доколку службеникот биде оценет со оценка 2, ќе биде пратен на обука и нема да смее да биде унапреден во наредните 2 години. Доколку добие единица, унапредување нема да може да добие во следните 3 години. Доколку пак 2 години поред добие единица, платата ќе му биде намалена за 20% во период од 6 месеци. Минчев вели, конечно се оведува систем за дисциплинска одговорност. Предвидуваме поедноставни и ефикасни процедури за дисциплинска одговорност со цел заштита на угледот на јавната администрација. Ова е посебно важна новина, затоа што досега немавме можност оние кои што не работат хоризонтално да ги спуштаме надоле, но сега ја предвидуваме, ја поедноставуваме таа процедура, што значи повторно се враќаме на правилото кој ќе работи ќе заслужи својата плата. Во предлог законите платата повторно ќе се пресметува според минималната плата наместо според просечната, што беше главно барање на синдикатите. Токму тоа се и најголемите забелешки на синдикатот на УПОС, каде што тврдат дека платите на најголем дел од работниците, особено на оние со најниски примања, и натаму ќе останат исти. Меѓутоа, во нив е предвидено најдобрите службеници и оние кои извршуваат стратешки важна работа да можат да бидат наградени и до 25% од просечната плата во државата. Даниел Василев, Сител телевизија.